почитуван колега Карапеевски, јас ви земав реплика затоа што рековте дека пред 4 години сте биле поборник да не се зголеми прагот. Мислам, супер. Сакам да ве потсетам дека пред 4 години прагот не се зголеми заради парламентарното учество на Левица, затоа што Левица го блокираше тогаш зголемувањето на прагот на листите и тоа е жива вистина. Значи, во 2021 година успеавме да издействуваме да не се зголеми прагот за учество на граѓанските листи или така наречените независни листи. И сега повторно истото се случи со усвојувањето на амандманот на Левица, но не само по заслуга на Левица, туку по заслуга на целата експертска јавност, по заслуга на медиумите, по заслуга на општествените чинители кои створија притисок во насока на одбрана на демократското право на представување на нашите граѓани и на уставната категорија која го гарантира пасивното избирачко право на нашите граѓани. Едноставно Левица по втор пат успеа да ја канализира волјата на граѓаните и на пошироката јавност за да се донесат измени кои ќе бидат во полза на остварување на ова пасивно избирачко право и на правото на граѓаните да ги избираат своите опции и независни листи на овие избори. Моето скромно мислење е дека вие како предлагач на новиот изборен законник кој предвидуваше праг од 0,95%, не сакајќи да ви наметнам намера, но според мојот резон, во суштина тој праг ќе го означуваше истото што беше предвидено и во претходните одредби кои Уставниот суд ги процени и ги оцени како неуставни и одредби кои го попречуваат учеството на граѓанските листи на изборите. Кога веќе втор пат, нормално, на вас ќе биде, дали ќе го прифатите амандманот кој веќе помина на две комисии, тоест Комисијата на политички систем или Законодавно-правната комисија, доколку го усвоиме и дополнетиот предлог на изборниот законник, тогаш ќе им олесниме на овие листи да кандидираат своји граѓани. Затоа што и првиот говорник и вие го завршивте со политичка порака, нема да останам ни јас попуст. Во суштина Левица тежне е да биде и ќе биде обединувачка сила за сите елементи во политичкиот дискурс кои се борат против олигополот на политички чинители во македонската политика веќе 30 години. Ние имавме одлична соработка со многу граѓански листи во изминатите 4 години кои учествуваа во локалната власт и несомнено ќе имаме повторно соработка со независните листи во идниот период, таму каде што ќе бидеме одлучувачки фактор, дури и владеачки фактор, а вие покрај тоа што бевте поборник пред 4 години да не се зголеми прагот, сепак некако како да влеговте во орото на големите партии кои успеа да го протнат истиот трик во ова закон.